Недобрата македонска фудбалерка Наташа Андонова неодамна потпиша нов договор со клубот на Леванте. Останува во Шпанија, меѓутоа денеска е тука во Репортер да поразговараме за незините почетоци и за фудбалските предизвици. Наташа, здраво! Здраво! Веќе неколку дена си, уствари неколку недели си веќе во Македонија. Имаш ли време малку да се одмориш? Па, искрено да ви кажам, немам многу време за одмор, поради тоа што цела година не сум тука во Македонија и сега кога си доаѓам имам многу обврски, така да немам многу слободно време, но кога сум слободна го искористувам максимум. Со што те пречекаат твоите кога дојдат дома? Пошто цела година те викаш не си била, со што те пречека мајка ти? Па не, моите родители пред да си дојдам 2 недели пред да си дојдам беа кај мене во Барселона и така да се видовме на 2 недели и ме пречекаа нормално како и секој пат. Пред неколку дена потпиша договор со Леванте. Си замина од Барселона. Зошто реши да побараш нов клуб? Зошто токму Леванте од сите? Па поради тоа што Леванте оваа година прават многу добра екипа и Леванте беше поим во женски фудбал во Шпанија пред 3-4 години, но Барселона е професионална во женскиот тим во 2016 година, така да 3 години се професионални, а Леванте е поим во женскиот фудбал, тоа за луѓето што не знаат. И зошто баш Леванте? Поради тоа што ми се допадна нивниот проект, кој што ќе го прават ова година. Доста многу појачување ќе има и се прави добра екипа, така да ќе се бориме за првото место сигурно. Дали се сеќаваш на моментот кога реши дека сакаш да тренираш фудбал? Секако дека да. Јас моите почетоци ги почна во моето родно Неготино. Татко ми беше фудбалер, цела моја фамилија се фудбалери, вујковци, дедовци, сите, но татко ми беше професионален фудбалер тогаш во тоа време и нонстоп беше по терените и јас со него заедно и така. Да, пошто обично нели на најрана возраст девојчињата сакаат да бидат повеќе балерини, да бидат докторки, ветеринарки, да бидат принцези, ти некако со топката почна да играш фудбал. На почетокот дали играше со момчињата, да речеме од твоето мало или од училиште? Да. Со кого тренираше? Да, на почетокот играв со момчиња и тоа игравме кај нас во мало и првиот мој клуб беше машки клуб ГФК Неготино. Почнав со нив да играм и да, мојот старт беше со машки откако дознав дека... Ти попушта ли заради тоа што си женско? Не ми попуштаа поради тоа што на таа возраст кога бевме мали ја бев многу подобра од сите нив и сите сакаа да бидат во моја екипа и не ми попуштаа. Не ги победов ја секој пат. Од секогаш си играла напад? Играв напад, играв средина, али средина е мојата позиција. Какви беа почетоците, какви беа тренинзите, бидејќи знаеме дека женскиот фудбал во Македонија и не е развиен и нема можеби толку добри услови, да речеме како што имаш сега во Шпанија или претходно во Германија? Условите во Европа и тука во Македонија не може да се споредат ни кога почнав јас да играм, ни сега. Разликата беше во тоа што женскиот фудбал, кога јас почнав да играм, не беше познат скоро па и знаете, секој пат наидувате на тие женско си, како ќе играш фудбал, тоа е машки спорт и така натаму, но јас од секој пат имав поддршката од моите родители и како мала знаев што сакам и одев према таа цел и така се изборив со сите тие предизвици. И твојата сестра е фудбалерка. Колку си помагате една со друга, колку си помагавте на почетокот? Дали бевте пријателки на теренот или ривалки? Па ние секој пат игравме во иста екипа и бевме пријателки на теренот. Ја имав 16, мојата сестра имаше 17 години кога заминавме во Германија и бевме се уште деца. Тоа беше стварно многу тежок период за нас и за нашите родители, но добро беше за мене и за неа, за тоа што бевме заедно и си помагавме во се и така го пребродивме. Никогаш не сте се нашле во ситуација да се расправате која од вас две е подобра? Или да се докажете една пред друга? Никогаш. Луѓето секој пат не прашува кој е подобро од вас, но ја на тоа прашање никој пат не сакав да давам одговор и секој пат им враќав, дојдете па видите на терен кој е подобро од нас.
каков беше твојот фудбалски пат од моментот кога почна да играш за Тиквешанка, па сега до моментот кога потпиша за Леванте? Јас почнав, мојот прв женски клуб беше Тиквешанка од Кавадарци. Од Тиквешанка заминав во Борец од Велес, таму играв 1 година. Освоив во Македонија се што можеше да се освои. На 16 година возраст заминав во Германија, каде таму играв 5 години во Турбине Потстам. 2010 освоивме лигата на шампионите. После тоа отидов во шведски Розенгар, таму бев година и пол. Од Шведска заминав во Франција, во Париз 6 месеци, од Париз во Барселона 2 години. И не сите овие екипи, не сите овие години, од кого научи најмногу за фудбалот? Од секоја држава и од секој клуб има многу да се научи. Секоја држава си е различна, дали во култура, дали во фудбал, така да секој клуб кај што сум била е професионален. И од секој тренер посебно може да се научи, така да не знам што би издвоила од кој. Може да кажам дека во Германија се оформив како личност, затоа што отидов на 16 годишна возраст и таму се уште бев дете и може тоа да го кажам дека во Германија на некој начин. Ете, бидејќи не е почната се уште сезоната, тренинзите со Леванте, морам да те прашам сега за Барселона. Какво беше чувството кога ги запозна едни од најголемите фудбалери во машкиот фудбал? Значи, ти имаше можност да се видиш со Меси, да разговараш со сите останати фудбалери на машката екипа. Дали научи нешто од нив, дали побара некој совет или тоа беа само гледањето на терен? Тоа беа заедничките фотографии што се прават секоја година на цела екипа, машкиот и женскиот тим, и тоа е една од подобрите работи што има Барселона, заради тоа што сака да ги вклопат и машките и женските заедно. И имав јас таа чест да ги запознам сите во живо, го запознав и Меси и можам да кажам дека е како што е на терен феномен, така и надвор од терен. И ја имав таа чест да ги гледам секој ден, да тренираме на ист тренинг камп и да бидеш во друштво на толку големи звезди, тоа е нешто неверојатно. Меѓутоа, женскиот фудбал, да речеме, во Шпанија е на многу високо ниво. Какво е чувството кога ти излезеш на терен и 60.000 луѓе застануваат и те бодрат, го извикуваат твоето име, посебно кога ќе дадеш гол? Ние кога игравме за првенството против Атлетико Мадрид, пошто таа утакмица беше многу битна, 60 публики имаше на теренот во Мадрид. Чувството е неверојатно, толку многу публика да има на еден терен и тоа женски фудбал. Кога излеговме на терен, стварно да се наежиш. Ти си позната и по твоите голови, дури европските медиуми пишуваат за твоите голови. Меѓутоа, се сеќаваш ли на првиот гол што го даде? И дали имаш некој гол што ти е умилен? Во Шпанската лига, че сеќавам секој пат на гол што го даде од корнер против Валенсија минатата година. Тој гол ми остана во сеќавање. Но секој гол е посебен за мене. Не знам како да ви кажам, секој гол, еден фудбалер гол кој ќе даде, дали било тоа на полуфинале, дали било на битна утакмица, дали било на небитна утакмица, секој гол е посебен за нас. Со Барселона минатата година мислам дека бевте на турнеја во Америка и дека бевте во Лос Анџелес, каде што запознавте Џулија Робертс. Точно. Како беше чувството да се биде во друштво на една од најголемите филмски звезди? Неверојатно, ние гледавме таму игра, мислам дека Тотехем против Барселона игра и ние бевме таму во VIP ложата и во VIP ложата беа сите, беше Дел Пиеро, беше Џулија Робертс и доста познати личности и Џулија Робертс беше тука до нас и сака да се сликаат сите заедно со нејзе и така направивме слика. Кој е најубавиот дел од твојата работа? Што најмногу сакаш ти поврзано со фудбалот? Сакам се. Не знам, поврзано со фудбал, сакам се, значи чекам за денот кога ќе дојдат утакмици, секој пат тренирам напорно за да можам да дадам максимум на утакмицата, што повеќе, така да секој дел од фудбалот го сакам. А за кого најаваш приватно? Добро прашање, најавам за Реал Мадрид. Каква си приватно? Што правиш кога не играш фудбал?
Кога не играм фудбал, Кога не тренираш? кога не играм фудбал, доста идам индивидуално во теретана, исто така гледам филмови, читам книги, кога можам. Имаш време за излегување, за ноќен живот? Или... Ноќен живот за мене тоа е заборавено. Тоа може да излезам, може да се деси еднаш или два пати во годината да излезам во ноќен клуб, а слободно време немам многу, така да максимално го искористувам кога го имам за тоа што сакам да го правам, како на пример сакам да гледам доста серии и Дали тоа значи дека немаш време ни за љубов? Не, за љубов имам, секако дека имам време за љубов и тоа никој пат не треба да се запостави, но за други работи немам многу време. Како ќе го поминаш остатокот од времето сега додека си во Македонија? Кога заминуваш за Шпанија? Па за Шпанија заминувам за една недела и сакам да идем со моите родители малце сега до сега бев на море, сакам малце да идем на планина и така сакам максимум да го поминам со нив. Наташа, ти благодарам за одвоеното време, што дојде од Неготино во Скопје специјално за интервјута и се надевам дека ќе освоите титулата со Леванте оваа Ви година. благодарам и на вас и чул ве Господ.